Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на магазинот за практично родителство 0+ месеци. Шум на срце кај децата. Дали е тоа секогаш знак за болест или може да биде безопасен наод, што се надраснува? Кога е потребна дополнителна диагностика, а во кој случај е доволно само следење? Разговараме за безопасните и патолошки шумови, за спортот и ограничувањата, стравовите на родителите и современите можности за лекување. Гостин во студиото е доктор Иван Милев, педијатар и кардиолог. Разговорот следува по рекламите, а веќе ви е познато дека ќе имате можност да се вклучите во програма и да поставите прашање. Затоа останете на Телма. Изберете го вашиот нов Samsung по супер цена и останете поврзани со најдобрата мрежа во Македонија. Ние сме одличен пар. Кога болката ќе настапи, Блокмакс Дуо е тука за нас. Блокмакс Дуо е ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта со Блокмакс Дуо од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот. Обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. Ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака. Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Откри го фотоепилаторот Филипс Лумеа. Бричи, повлечи, искини, скри, депилирај, откорни, помини часови правејки го ова. Избричи ги одново и одново или само биди си ти. Со додатоци што совршено одговараат на облимите на твоето тело. Нежната светлина ги успива влакната, за да можеш да уживаш со мазна кожа до 12 месеци. Фотоепилатор Филипс Лумеа. Чувствувај се слободно во сопствената кожа. Одлична понуда за кредит без камата цела есен. Земаш и враќаш иста сума и ниту денар повеќе. Аплицирај на credisimo.mk или 15 020. Добре дојдовте во 180 степени на телевизија Телма. Во ова кулинарско шоу пред се сакаме да ве научиме, сакаме да ве растажиме, сакаме да ве развеселиме. Имаме одбрани 18 напреварувачи кои што ќе ни помогнат во еден кулинарски надпревар да одбереме кој ќе биде најдобриот, иако сигурен сум дека секој еден од вас е супер готвач во сопствената кујна, меѓутоа сега малку ќе ве пуштиме во еден непознат свет, во услови на професионална кујна или да речеме полупрофесионална, каде што ќе се надпреварувате за главната награда од 1 милион денари, за која што искрено се надеваме дека ќе ве задржи и ќе останете да се бавите со нашата професија. 180 степени, наскоро на Телма. Во денешниот магазин за родителство 0+ месец изборуваме за шумот на срце во детска возраст со доктор Иван Милев, педијатар и кардиолог во специјализираната амбуланта за кардиологија Кардиоарт во Штип. Докторе, добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месец и добар ден. Добар ден, Марија, ви благодарам на поканата. Докторе, што е тоа точно шум на срце? Родителите кога ќе слушнат една ваква дијагноза се многу исплашени. Дали тоа секогаш значи болест или пак може да биде некоја безопасна состојба, безопасен наод? Да. Па имаме позитивен тренд во таа област, бидејќи во текот на овие 25-6 години како педијатар и кардиолог, како се вратам наназад, веќе се повеќе луѓе и родители разбираат дека шумот на срцето кај децата е најчесто една безопасна состојба и она потребата од итни прегледи веќе се намалува. И можеме да кажем дека имаме позитивен тренд во таа насока, бидејќи ако земеме пред 2000-та година, се сеќавам во тоа време на клиниката за педијатрија беше
беа преполни чекалните од деца со така наречени невини или педиатриски шумови, или во англиската литература тоа се вика како innocent murmur или невин шум на детето. И најчесто тие деца беа, да кажам, беспотребно прегледувани и контролирани, испраќани на други места, но да земеме во предвид дека во тоа време технологијата, науката и така натаму беше на пониско ниво. Во последниве години тоа е веќе сосема изменето и се гледа дека огромен дел од тие шумови кај деца се фактички безазлени и невини шумови или физиолошки шумови кои што се јавуваат во еден период од животот и обично во еден период од животот и се губат. Така да во овој момент имаме еден позитивен тренд на објаснување на пациент, на претежно на родителите, нели, кои што се најзагрижени за сопственото дете. И дека трендот е позитивен, имаме се помалку потреба од такви итни прегледи. Например, педијатарот го слушнал шумот на претходниот преглед при некоја инфекција или температура на детето и треба итно да се прегледа. Значи, состојбата е сега малце по-опуштена. По-опуштена, така. Сега, кога зборуваме за невините шумови на детското срце, дали тие се поврзани со развојот на срцето кај децата? Што доведува до нив? Да, тоа е фактички најкомплексниот дел од прегледот, да вие како доктор или кардиолог ќе го скенирате срцето со ултразвук и ќе видите дека во ред е, дека нема срцева мана, но потребата да се објасни на мајката и на таткото за потеклото на шумот е малце по-комплексна. И тука пред се лежи физиологијата или градбата на телото и на физиологијата на детската циркулација. Што сакам да кажам? Прво и основно, бебињата кои ќе се родат имаат поголем процент на телесна вода во однос на нас возрастните. Например, едно бебе се раѓа со 80% телесна вода, а како старееме, процентот на вода се намалува, затоа прагматично се вели дека возрастните луѓе се сушат, фактички ја губат водата од телото. Тоа губење на водата на некој начин го намалува динамиката и протокот на крв низ крвните садови, така да во кај детската возраст тој проток е секогаш малце по-забрзан, да кажем. Следна работа е дека кај тие деца кардиак аутпутот, односно она што се вика минутен волумен на срцето, е секогаш побрз, затоа што децата бебињата поготово се во некоја релативна тахикардија или забрзана работа на срцето. Едно новородено се раѓа со пулс од 120, 130, 110 во минута, што за возрастен човек е фактички секогаш може би да биде некаков проблем. Третата работа е градбата на телото. Значи, кај децата, освен што има повеќе вода, имаат и потено граден кош, имаат помалку мускулна маса, имаат помалку масно ткиво. Сите тие состојби се како изолација на звукот. Така да ние кардиолозите, односно докторите, кои ќе ставиме стетоскоп на срцето, можеме да слушнеме некаков шум, што во детската возраст е многу чест. Например, некои студии велат дека 75 па и до 80% од здравите деца имаат шум на срцето. Од друга страна, тоа е навистина голем процент. Тоа е огромен процент. Викаат 2/3, меѓутоа има студии велат и до 80%. Значи во една градинка или училиште во рана детска возраст, во едно оделение повеќе од ако има 30 деца, значи повеќе од 24-5 може да имаат шум на срце во одреден период, значи не секогаш. Сега тука има малце финеси кога ќе се јави, како ќе се јави. Ќе ги продискутираме. Тие можеме и понатаму, но принципот е дека децата имаат шум, а од друга страна, ако видите вие кај возрастен пациент шум, ако слушнете шум, тоа најчесто е срцева мана. И тука доаѓа оној, да кажам, страв и стрес од проблемот, така наречен проблем, ако е детски нормално. И тука се јавуваат тие потреби од итни прегледи, од објаснување, од ехографии и така натаму. Меѓутоа, пак ќе кажам, денешната технологија е многу подобра од она што беше пред 30 години. Ехоапаратите се многу поквалитетни, науката е отидена напред, така да веќе со еден преглед ние можеме да бидеме од прилика да знаеме на кој пат сме.
А докторе, зошто кај некои деца се слуша шумот, а кај други не се слуша, иако се здрави? Да, тоа повторно зависи од телесната градба, од позицијата на срцето, од фреквенцијата на срцето и од тоа дали кај детето има некаква болест. Болеста како болест, например слабокрвност или температура или некаква инфекција, било каква, горно-респираторна, допринесува до тоа да се јави тахикардија или побрза работа на срцето. И затоа ќе ги распрашат родителите, ќе ви кажат дека детето немало шум и кога го однеле со температура во амбуланта, шумот бил слушнат, или пак дека кога било здраво и го носеле на вакцина, немало ништо, а кога се разболело, се слушнал шумот. Затоа тоа е многу индивидуално. Значи не можеме да знаеме дали кај баш одредено дете ќе се појави шум или не. И генерално тоа е пак ствар на матичниот педијатар, бидејќи да кажам дека огромен дел од овие шумови веќе може на слушалка да се диференцираат, односно да се разграничат дали се поврзани со срцева мана или се физиолошки или невини детски шумови. А дали кога деца се возбудени, исто така може шумот да биде Да, посилен? апсолутно. Значи, постојат одредени правила за диференцијација на тој шум, меѓу кои што е и, например, положбата на телото. Например, во лежечка положба тој се потенцира, во исправена се губи. Или ако сакате да го предизвикате, можете на детето да му кажете да чучне неколку пати во амбулантата и шумот што го немало ќе се појави, бидејќи пак во основа ќе се јави тахикардија или редистрибуција на забрзана срцева работа или редистрибуција на циркулацијата, нели кога лежиме пред коморите повеќе се полнат со крв, ударниот волумен на срцето се зголемува и шумот се потенцира. Има ли вистина дека кај одредени деца шумот на срце може да се слушни без стетоскоп? Да, меѓутоа најчесто невините шумови не треба да се слушнат без стетоскоп. Значи сосема ретко ќе дојде во амбуланта дете кој што вие сте речиси сигурни дека се работи за срцева мана, а ќе видите дека нема срцева мана и затоа постои една правило или потреба да секој шум биде прегледан. Има ли одредена возрастна група кај децата кај кој што е најизразен шумот на срце? Да, околу третата година се смета дека е инциденцата највисока. Меѓутоа, пак ќе кажам, нема тек тука некое правило и генерално се вика дека ќе се изгуби во пубертетската возраст. Тука, например, кај девојчиња кои што се послаби, повисоки, шумот ќе остане подолго време. Обратно, кај мускулни машки деца или дебели деца ќе се изгуби побрзо. Така да и тука немаме правило кога шумот ќе се изгуби или кога ќе се појави. А може ли да се изгуби, па потоа во адолесенцијата, во пубертетот да се врати? Постојат и такви можности, тоа е пак поврзано со телесниот развој, меѓутоа ретко е тоа. Морам да кажам дека е ретко, обично го има додека не се смени градбата на телото. Родителите стравуваат овој безопасен невин шум на срце да не премине во патолошки, во опасен. Постои ли таа можност? Самиот шум нема да премине во патолошки шум, меѓутоа состојбата на детето може да доведе да се развие таков шум. Што сакам да кажам? Значи, освен што ние педиатриските кардиолози нели гледаме деца со невини шумови, ние гледаме и деца кои што имаат и стекнати шумови на срцето. За среќа тие се многу поретки од првите и за среќа се многу поретки од минатото. Во минатото, сега зборувам за далечно минато, 60-ти, 70-ти години, 50-ти, кога имало реуматска треска, односно стрептококни ангини кои што го оштетувале срцевите залистаци и мускул, тие шумови се стекнати шумови кои што секогаш прават некаква дисфункција на срцевиот мускул и на срцето и предизвикуваат болест. Денеска фебрисот е речиси искоренет, мада се уште го има во одредени проценти. Исто така миокардитите, односно воспаленијата на срцевиот мускул, кога ќе срцето се воспали или зарази со некоја, најчесто вирусни се тие инфекции, тогаш ќе се ослабне пумпата најчесто на левата комора, па ќе се јави проширување на прстенот на
митралната вал во левата страна на срцето и ќе се јави пропуштање на крв и ќе се појави шум на срцето и затоа самиот шум не може да прогредира од невин да стане патолошки, но детето може да добие некаква болест која што ќе предизвика нов шум, односно патолошки шум. Шум на болест. Кога педијатарот ќе дојде ќе прегледа дете кој што се забележува шум на срце, дали е доволно да се направи само ехо преглед за да се потврди дали е невин шумот или пак можеби е резултат на некој миокардитис и слично? Какви испитувања е потребно да се направат? Секогаш се почнува со базичните испитувања, аускултација во легната состојба, аускултација после одредена физичка активност или чучњеви, например. Значи тоа е првиот тест? Тоа е првиот тест што би требало да се направи, потоа ЕКГ-то кој што најчесто нема да покаже некој проблем, кај невините зборувам, ако се работи за срцева мана, тогаш срцевите мани имаат некогаш и промени на ЕКГ-то, нели? И ехокардиографијата, која што можам да кажам дека 95% од пациентите, од децата ќе ги расчисти дали дали е шумот невин или е поврзан со некаква срцева мана. Сега, тука многу зависи и апаратурата што ќе ја користите и пред се докторот што ќе, нели, кој го прави, кој што го прави прегледот. За среќа, кај нас, например, во кардиоарт имаме одлични ехографски апарати кои што имаат добра резолуција со добри сонди. Тука може да се направи преглед на новороденчиња со висока резолуција и со добра прегледност. Искуството, ќе го ставам на страна. Но 95% од тие шумови ќе бидат прегледани со ехо и ќе биде тоа доволна диагностика. Некогаш ние не можеме да бидеме 100% сигурни дали се работи за срцева мана или не. И тогаш треба да ги гледаме оние така наречени индиректни знаци на ехото. Многу често докторите тоа го превидуваат. Например, одредени срцеви мани имаат секундарни знаци или вие не може да видите точно маната, ама ќе видите дека одредени шуплини на срцето се проширени. И тука треба да барате зошто е тоа така. Во тие случаи ни помага компјутеризираната томографија и веќе во поновото време од пред неколку, да речеме една деценија, кај нас 5-6 години, магнетната резонанца на срцето како помалку инвазивна метода во која што се гледаат перфектно сите структури. Значи, магнетот дава најдобра резолуција, најдобра слика во тридимензионалниот изглед на срцето, но се користи само каде што имаме комплексни случаи и каде што имаме диагностички дилеми. Значи, дали се работи за срцева мана, каква мана, и ако не можеме со ехо да ја докажеме, тогаш го правиме тоа. А дали родителите треба да внимават и на некои дополнителни симптоми доколку нивното дете има шум на срце? Значи, педиатриската кардиологија во принцип е кардиологија на вродените срцеви мани. А вродените срцеви мани, огромен дел од нив одат со шум на срцето. И сега, повторно доаѓаме до почетокот. Секој шум не е мана, така. Меѓутоа, секоја мана не е ни болест. И тука доаѓаме во една конфузија. И пак треба да повторам дека ние треба докторите да лекуваме болести и да лекуваме, да ги гледаме пациентите низ симптоматологијата. Значи, не можете вие да имате здраво право дете со шум на срцето, кој што нема никакви проблеми во моментот, и да го третирате како болно дете. Но ако ви каже родителот дека тоа дете побрзо се заморува, дека добива тахикардија, односно срцебиења без напор, дека, да речеме, се задишува лесно, или пак, ако се некои по-сериозни мани, има поплавување околу усните, или поплавување на прстите, или губи свест при трчање и слично, тогаш треба да бидеме малце по-сериозни и по-внимателни, за да не пропуштиме нешто што може да биде фактички органска болест на срцето, односно структурна срцева мана. Тогаш треба да се, ако не можеме да бидеме сигурни со ехото, да ги продлабочуваме испитувањата. Докторе, а потењето на главчето кај бебињата и малите деца? Тоа е многу често прашање, Марија, бидејќи многу мајки ќе ви кажат детето се поти околу главата, а потењето кај, например, некои срцеви мани, како што е
вентрикуларниот септален дефект е многу изразен знак. Меѓутоа, ако ги распрашате на првиот преглед, ќе ви кажат дека тоа бебе се потело цело време и продолжило потењето и во возраста. И најчесто, да речеме, главни знаци, сега тоа зависи од возраста на детето. Кај најтешките новородени со срцева мана имаат или се многу модри, или имаат забрзано дишење. Значи дополнителни некои симптоми. Тоа се главните симптоми на едно новородено со тешка срцева мана. Тие се негде околу четвртина, помалку од третина, да кажем, од вкупниот број на срцевите мани, кои пак што ги има преку 150 видови. И тоа е една огромна разноликост на екографските, односно клиничките наоди. Понатаму, детето ќе го, ако не е со таква мана, ќе биде во некоја дојнечки период, например, меѓу 1 и 12 месеци. Тука се најчесто ненапредување во телесна тежина. Значи, тоа дете цица или се храни на цуцла, но не качува килажа. Забрзано дише, потење плюс овие симптоми. Понатаму може да помодрува при плачење. Тоа се втората група на срцеви мани, кои што обично се презентираат во таа возраст. И понатаму, ако се некои полесни, да кажем, веќе влегуваме во детска возраст, и тогаш ќе дојде овој шум на срцето, плюс некој замор или срцебиење, и тогаш на ехо ќе најдете некој помал дефект или некој полесно стеснување, кое што понатаму пак можеби ќе бара интервенција, операција или само следење. Доколку се работи за невин, физиолошки, шум на срце, што е исклучително честа педиатриска дијагноза, веќе споменавте. Дали децата треба да имаат некакви ограничувања во однос на физичката активност? Смеат ли да спортуваат? Тие деца мора да спортуваат, затоа што нашите деца, за жал, веќе се обезни и стануваме се по обезна нација, веќе тоа е друг домен на медицината и на кардиологијата. И за жал ние влегуваме веќе во популација во која што обезноста е негде, имаме average или просечен body mass index или индекс на телесна маса околу 28, 25 нели, граница на нормала. И во европски рамки сме едни од подебелите нации. И таа дебелина, за жал, почнува од детската возраст. И се провлекува потоа во животот. И се провлекува во животот. Постојат многу студии сега на страна од шумовиве, еве ќе зборуваме малце и за исхраната во таа возраст, дека, например, децата кои што се без јаглени хидрати, шекери, чоколади и слично во првите 5 години, имаат многу помал ризик од појава на диабетес или обезност или дебелина, кои ќе бидат постари. Дури врската измеѓу атеросклерозата како дегенеративна болест на артериите, која што почнува во детството. Која што почнува од 3-4 годишна возраст. Значи ние како се раѓаме веќе имаме холестеролски наслаги. Сега нели како оди периодот тие се зголемуваат и сакам да кажам дека ако речеме дека најголем дел од децата имаат шум и дека тие деца ние како доктори треба да ги ослободиме од тие нели ограничувања, што за жал порано беше обратниот случај да дете со невин шум му биде забрането спортување, дури на часовите по физичко седење. Дури на часовите по физичко и така натаму, така да и ние докторите сме на некој начин одговорни за такво за тоа семејство, за тоа дете и треба да ги охрабриме родителите и заедницата дека тие деца се здрави и дека треба да се однесуваат како сите нормални здрави деца. Значи нема тука никакво ограничување, дури ограничувања нема ни во полесните вродени срцеви мани, што не е денешна тема. Имам впечаток дека кај нас дали од страв, дали од незнаење, дали од недоволно информации, многу често се тие деца ограничуваат од спорт, што за жал дава една лоша слика во староста и овие податоци околу дебелината, ви ги кажав, тука и диабетот, значи диабетот зема огромен замав дури во младата детска возраст, да имаме деца со диабет тип 2. Замислите на 17-18 години, 16-17 години, обезни деца, дебели деца со
диабет, старечки диабет. Тоа е нешто што мора од ние кардиолозите, докторите да го нон-стоп да го повторуваме, бидејќи за жал таков е животот, такво е времето, да се помалку има време да се работи со децава, помалку време за домашно готвење, повеќе брза храна, повеќе мобилни телефони кои што се исто така многу штетни за детскиот развој и за настанок на дебелината. Така, но и тука постои убедување дека дебелината во детска возраст и не е толку страшна, бидејќи детето ќе се извиши, ќе порасне и на тој начин да, тоа ќе порасне. Ќе се надмине проблемот. Ќе порасне во времето кога треба да расне, а тоа е измеѓу првите години се најбрзи и потоа негде од 10-та година пред пубертет до адолесценцијата, девојчиња 3-14, машки 5-16 години, тогаш тоа ќе порасне, можеби ќе му се оформи телото како што треба, но ќе останат нездравите навики и ќе остане оној потенцијал, бидејќи кај нас постои така наречено темно масно ткиво кое што има својство да меморира, значи да има да памти и во староста тие деца многу често ќе бидат обезни. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, можете да поставите прашање кое што е поврзано со темата на која што говориме, шум на срце во детска возраст. Доктор Иван Милев, специјалист по кардиологија и педијатар, е гостин во студиото. Тоа значи дека родителите не треба да се однесуваат презаштитнички кон своето дете кое што има шум на срце, да му дозволат детството да му се развива нормално, но повторно ќе се вратиме до оној момент дека родителите чувствуваат притисок кога ќе разбера дека нивното дете има шум на срце, па како им помагате да ја пребродат, да ја премостат, да го премостат тој притисок што го чувствуваат? Значи, тоа е една еволуција. Ние поминуваме низ различни еволуции. Еволуцијата е околу тие информации што ви ги кажав како изгледаше тоа пред 20 години или 15 години, како треба сега да изгледа. За жал, многу и од матичните, па и да кажем педиатрите, се уште имаат став дека тие деца треба да бидат ограничени и најважно од све е да после прегледот вие како доктор седнете со родителите и постепено им објасните суштински, еве вака како што ние сега разговараме, што значи тоа шум на срце, каква опасност, односно неопасност е тоа за нивното дете и да ги охрабрите дека тие контроли што ги прават нема да доведат до никаква промена на состојбата, дека самата возраст ќе им ги реши проблемите, односно ќе го изгуби шумот со тек на растот, бидејќи сега треба да видиме и уште еден аспект има тука. Тоа е психолошкиот аспект. Утре децата што го носат. Товарот кој што ќе биде пренесен на детето. Па утре ќе се меѓувоседните дружби ќе кажуваат дека те имаат проблем на срцето и дека се носени често на ехо затоа што имале шум. И тоа знаете како е, тоа си е само како една информација, пламен кој што се расширува, наместо ние да го намалуваме, затоа тие прегледи се штетни. Значи контролните прегледи се штетни доколку штетни се од психолошкиот аспект што вие го правите на детето, да, невин шум прегледувате. Така ние не треба да ги праќаме тие деца на контролни прегледи. Освен ако шумот го смени интензитетот, детето било болно и наеднаш почне да има замор или срцебиење, и шумот станал посилен, да, тогаш значи дека се смениле условите, околностите и тогаш треба да се направи контролен преглед. Но само спрема тоа здраво дете нема шум, болно дете има, ехо сме направиле, сме рекле нема срцева мана и тој шум си е со ист интензитет, такви прегледи нема потреба да се прават. Значи нема потреба да се прават. Апсолутно. Тоа е многу важно. Апсолутно, ако шумот е стабилен, значи не менува во интензитет, состојбата на детето е добро, прегледот бил направен квалитетно, повторно. Сега тука, гледайте, сите од нас, секој од нас е нели човек кој што може да направи грешка. И во ехокардиографиите и во најдобрите клиники, болници постојат грешки. Јас сум видел грешки од моите учители во ехо и сигурно јас сум ги направил. Нема човек што не прави.
Меѓутоа треба да се трудиме тие грешки да бидат малку. И да речеме најмногу е битно да детето биде здраво, да се расте нормално. Тогаш не треба да правиме ништо посебно. Значи нема потреба од контроли кај невин кај физиолошки шум на срце. Нема потреба од контрола кај невин шум. Да ги слушнеме прашањето од гледачите. Добар ден. Го очекуваме првото прашање од гледач. Јас веднаш ќе ги замолам гледачите што ќе се вклучат во денешната емисија да го намалат тонот на ТВ приемникот за да можеме нормално да комуницираме. Добар ден уште еднаш. Ве слушаме одлично, повелете. Добар ден. Добар ден. Се работи за 3-годишно дете машко, на 2-годишна возраст е констатирана физиолошки шум на срце. Забележано е при настинки да има забрзано чукање на срцето, меѓутоа не е направена никаков преглед. Дали не слушнав, дали е потребно да се направи дополнителни исследувања и така. Докторе, да немате прашање, Дали е направено ехо? Само тоа. Не е направено. Значи, во принцип, секој шум треба еднаш да се ехографира, а ако е невин да се прекинат контролите. Да се прекинат ехографите. Значи, откако педијатрот ќе утврди невин шум, пожелно да се направи ехо, за да се исклучи. Да, точно така. Значи, еден преглед е задолжителен, а потоа не треба контроли. Не треба контроли. И треба нормално да се живее тоа дете. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Со мене зборувате? Да, со вас. Ве слушаме одлично, повелете. Син ми не е дома. Дали ќе има реприза тој да слушни, а јас од кога се родил нешто имам да прашам. Многу мал беше, неколку месеци. Ми рече лекарот дека имал шум на срцето. На срцето. Покасно повторно, ама не се плаши. По некое време пак отидов да го прашам лекар, вика, вели, не се плаши, нема гајле, со растењето ќе се изгуби. Ама сега, тој има 48 години, по некоја случајност, на некој преглед, друг, му рекоја дека има врска со коморите. Левата пред комора, десната, не знам како таму, зато сакам тој да слушни и да разговара со лекарот. Недобро му работи. И дојде до едно проширување на артеријата, срцевата. Тоа ме интересира и натаму. Тој подобро ќе знае да ми раскажи за се и се плаши во моментов. Така, сега исклошен и ваш да интересира што би можело следно. Рекле дека така си роден. Одраѓање ти е ова. Сега каква мана, дали и другиот син, да го пуштам и тој на преглед, и тој е возрасен, да оди, може да биде и другиот, вика. Зошто, како, не знам, не разбирам. Со срцето не омршка. Загрижена сте за сето ова, разбирливо. Ви благодарам за вклучување во програма. Тука очигледно е направено нешто сега, баш со претходната гледачка го зборувавме. Значи, едно ехо мора да се направи кај шум на срце. Ако ми верувате, моја колешка, генерација, во една болница, исто со својата керка, на 17 години, прв пат открија, го водеа девојчето како невин, без ехо и така натаму. На 17 години за прв пат видеа дека има дупка во предкоморната преграда, односно атријален септален дефект. Веројатно, нешто слично се има случајно и со ова момче, односно веќе човек, да он не е роден со здраво срце, него тој е роден со, веројатно, со срцева мана, која што не е до сега евалуирана. Што понатаму? Треба да направи еден преглед во кардиоарт или каде може, и тука да се види што понатаму со него. Ние сега имаме можности да го лекуваме, дали ќе биде оперативно, дали ќе биде интервентно. Се надевам дека е во фаза кога срцето може да си дозволи операција, затоа што одредени срцеви мани трајно го оштетуваат срцето, односно притисокот го зголемуваат во белите дробови, па прават состојба на неоперабилност, на иноперабилност. Значи тие деца, односно возрастни луѓе кои што не се на време оперирани, веќе не се кандидати, не може да бидат кандидати за комплексна корекција. Значи треба да се донесе, да дојде
човекот, бидејќи има 46 години, во однос на брат му, некои срцеви мани знаат да бидат генетски поврзани. Така да, ако најдете во едно семејство срцева мана, би требало и другите членови, односно деца, да бидат прегледани. Значи, генетската компонента, наследната компонента може е да присутна? биде кај одредени срцеви мани, бидејќи ние не знаеме сега овде за што станува збор, поготово ако другиот брат има некакви симптоми, шум и слично. А кои се најчестите ризик фактори за појава на вакви проблеми, за појава на патолошки шум на срца? Патолошките шумови, малце ги спомнавме на почеток, или се вродени, или се стекнати. Стекнатите, ги кажавме дека може да бидат од инфекции, најчесто се инфекции на срцето, или се некои ендокардити, повторно инфекции, на некој друг орган, па секундарно преку крвотокот воспаление на срцевите залистоци. Обично треба да бидат тие малце променети за да настане таму ендокардитот. Тоа се патолошките стекнати, патолошките вродени шумови кои што не се стекнати, имаат мултифакторијална етиологија или во превод повеќе причинско настанување. Тука сега имаме големи дискрепанции околу тоа зошто настануваат кај некои, има, како што спомнав, и генетски фамилии во кои што се оваат одредени исти типови на срцеви мани. Понатаму имаме ситуации кај најчесто се тоа мајки во текот на бременоста кои што се изложени на некакви субстанции, дали е радиационо зрачење, дали е некакви лекарства во првите 3 месеци од бременоста кога се формира срцето и неговите прегради и залистоци и артерии и вени, така да се уште не може точно да се знае како е настанувањето на вродените срцеви мани, но секогаш се вели дека е причината повеќе причинска и дека во одредени семејства може да има генетска наследност. Може ли проблемот со срцето да се забележи уште додека бебето е во стомакот на мајката? Да, речеме се слушне шум на срце или да се види некој дефект? Може да се забележи, шумот не може да го слушнете, бидејќи тоа е плодот е во матката, има дебели ѕидови, има течност околу плацентата и од постелката и слично, но во 23-та и 4-та гестацијска недела, или негде тоа му доаѓа 4-ти месец од бременоста, се прави фетална ехокардиографија или ехо на плодот, на срцето на плодот на срцето на плодот. И тука може да се видат одредени срцеви мани. И тука важи тоа правило дека докторот што ќе прегледува треба да има големо искуство, да биде добра апаратурата. И тука е тоа добро за да може правовремено да им се соопшти на семејството дека детето е со срцева мана, бебето, плодот е со срцева мана и дека можеби ќе му треба некаква интервенција или операција. Ако е таа потешка, тогаш се препорачува да породувањето биде во некој центар каде што во близина имаме кардиохируршки педиатриски центар, бидејќи транспорт на едно новородено од, не знам, Битола или не знам, некој подалечен град до Скопје, каде што има педиатриска кардиохирургија, некогаш може самиот транспорт да го оштети новороденото со тешка срцева мана и затоа породувањето е подобро да се направи во место каде што имаме детска кардиохирургија. Кога ќе се утврди дека шумот на срце не е невин, туку е патолошки, во кој случај ќе треба само следење, а кога ќе треба и на медикаментозна терапија или пак некаква интервенција? Тука веќе зборуваме не сите мани треба да се оперираат или интервенираат. Значи срцевата мана дава како знак шум и тока веќе имаме друга ситуација од овие невини шумови за кои што зборувавме до сега. Генерално срцевите мани прво треба една добра ехокардиографија, проценка на маната и секој од нив е индивидуална. Што значи тоа? Дека секое дете има различна потреба од интервенција или операција во зависно од наодот. Значи, пример, една срцева мана може да биде со големи последици и тогаш треба се решава порано. Може да биде со помали последици
во моментот на преглед, тогаш може да се дадат лекови и да се почека да се види што ќе се случи со неа, бидејќи дел од тие срцеви мани се самоизлечливи. Што значи тоа дека самиот организам може да ги, например, затвори некои од тие дефекти меѓу коморите или да порасне за листокот, па да не треба ништо да се прави. И во тој случај ние даваме лекови ако треба или само ги следиме. Иначе, интервенциите генерално се делат на две групи. Или се транскатетер, значи преку препоната на ногата, преку артериите и вените, се влегува во срцето и тука се имплантираат различни протези, чадорчиња, дилатации, стентови и така натаму. Или се праќа детето на детски кардиохирург за операција. Значи, овде сакам само да спомнам дека веќе сум во овој мој интервентен живот околу 1200 интервенции на деца и возрастни со срцеви мани, така да за среќа сега ако се вратиме повторно од почетокот на векот, тогаш тие беа непознати и недостапни за голем број на семејства и на во овие простори, но сега можеме дел од тие да ги лекуваме. Така, сега има современи можности за решавање на проблемот. Да, современи можности за решавање без операција, но постојат и подобри хируршки тимови и техники и слично. А постојат ли одредени ограничувања кај овие деца во однос на идната професија или пак на спортовите кои што би биле препорачени или пак ограничени? За дете со мана, така? За дете со мана, кој што има патолошки шум на срце. Детето со мана има патолошки шум и ќе подлегне на некаква интервенција. Ако интервенцијата е комплетно направена и е состојбата донесена во анатомско ниво, односно во ниво како здраво дете, добар дел од нив може да имаат и слободен режим на живење во зависност од времето кога е направена интервенцијата и еволуцијата, односно развојот на срцето после интервенција. Ако срцето, например, си ги добие своите диаметри, волумени, односно големина како нормално дете и нема некакви оптоварувања со аритми, со тахикарди и слични работи, некои од тие деца можат да бидат и професионални спортисти. Има деца, и тоа зборуваме дека кај нив е маната радикално или комплетно решена. Значи во корен е решена маната и срцето има нормална анатомија како кај здравите деца. Направена е на време, немаме оштетување на проширување на комори, предкомори, аритми и детето си е здраво и после неколку години но тој ќе го заборави, својата операција. Може би околу пубертетот ќе треба повторно почести контроли кога расте, но генерално ако е се решено како што треба, тогаш тие деца се прилично здрави, да кажем. Но пак ќе кажем дека секоја мана е индивидуална и не можеме на сите да им кажеме нема универзално правило. Нема универзално правило, бидејќи една работа е дека децата растат може да ги смени анатомските соодноси. Ако маната не е комплетно решена, за жал имаме мани кои што не можат да бидат трајно оперирани, па тогаш се прават така наречени палијации. Палијација значи помошна операција. Значи вие не можете срцето да го вратите во анатомската интегралност како што било порано, но со одредени постапки правите да има подобрување на кислородната дотор на крв низ ткивата или подобрување на пумпата. Тие деца веќе се да речеме, осетливи и кај нив треба почести контроли и кај нив треба кај одредени деца да не се дозволи, например, компетитивен спорт, кај некои се дозволува само, например, одење на часови по физичко или играње со другите деца во надвор, но не и одење на професионални спортови или јаки тренинзи. Така да, пак ќе кажам, се зависи од мана до мана, од времето на првата интервенција, од успешноста на првата интервенција и од оштетувањата што ги имало срцето пред самата интервенција. И затоа секоја мана си има свое идеално време за третман. Овој човеков од 46 години, кај него е веќе рече господјата дека има проширување. Тоа проширување значи дека долго време маната не била решена. Затоа срцето, кај што има повеќе крв, се проширува. И тука веќе тој и да
се направи корекција, он ќе имаме подобрување на квалитетот на живот, ама никогаш не може да биде како некој што немал никаква интервенција претходно, бидејќи неговото срце е веќе ремоделирано или друга форма има. Така. Ако и децата, ако ја направиме на време и еманата тие полесни, тогаш тоа дете може да биде и има еден американец во брзо клизање, во брзо лизгање. Со една од средно тешките операции, тетралогија на фало се вика, кој што е бил шампион во Америка во брзо лизгање со сериозна операција на срцето. Значи, кај него така е добро направено и така е на време направено и така е таква среќа имал или анатомија претходно да тој човек е професионален спортист. Професионално да се занимава со спорт. Тоа е пак Нема правила. Нема правила, така. Нема правила. И на крајот од денешната емисија да заклучиме дека мора да се направи еден ехо преглед кај децата кои што имаат невин шум на срце, за да не се пропушти некоја органска... Секој невин шум треба да има едно ехо. Ако е невин, ехата да се прекинат. Ако е срцева мана, да се продолжи до корекција или до следење. И тоа, кога ќе го направиме, да им објасниме добро на родителите, на децата, зашто станува збор ако се поголеми, нели? И за да ги разбиеме оние догми што ги има се уште во меѓу лекарите и фамилиите, дека секој шум е нешто страшно, нешто сериозно. За среќа, најголем дел од нив се физиолошки, односно шумови на здраво срце и ќе поминат сами со растот. Но оние што имаат шумови на здраво срце, понекогаш децата што имаат шумови на здраво срце, понекогаш нивните родители се толку исплашени што дури не дозволуваат ни анестезија при стоматолошка интервенција. Значи, сепак постои тој притисок. Да, меѓутоа некогаш анестезиолозите ги праќаат пак на ехо. И тука имаме. Значи, не се секогаш родителите, некогаш се и лекарите. Така, тоа е малце комплексно. Океј, уште едно ехо пред операција не е на одмет. Да, но тоа не е тоа. По-страшно е или по-лошо е да ги тие деца секоја година правите прегледи и да им кажувате дека се здрави и дека им треба контрола за една година. Тоа нема никаква логика. Значи без контролни прегледи. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување и што разјаснивте една голема заблуда, еден голем мит поврзан со шумовите на срце, невините шумови на срце во детска возраст. Ќе се видиме повторно. А со гледачите се гледаме секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за здравјето. Почитувани, ви посакувам пријатен ден. Во политички преседан што ја шокираше Европа, новиот француски премиер Себастијан Лекорну поднесе оставка само неколку часа по